Па ние кажавме. Тие велат, вие не сте Ние Украина. бевме кооперативни, рековме дека еве со одложено правно дејство. Така? Нешто но што тоа е како ехо познато. завршува, гледате. Има и други решенија. Има, и да, други но решенија. не гледаме дека се Може подготвени и да ги земат во доколку не предвид. блокира де факто да престане да важи, но кој орган тоа ќе го утврди, ама ЕУ мора на нашиот пример да се подготви и за други решенија. Што ќе се Да има тело за медиација, бидејќи ќе се повторува ова, уште еднаш да реафирмира дека не може да бидат прашањата врзани за историја, идентитет и култура, прашања што може, од кои може, ќе зависи членството или влегувањето или напредокот, да утврдат можат дали на почетокот или на крајот е сево ова можно. Понатаму исто така ветото, знаеме дека ќе дојде на дневен ред, ама вие треба во решенијата, така вели науката, во европските држави, во сите решенија ЕУ мора да оди во пресред на она што треба да го направи. Ветото да го тргне. Зборувам за ветото врзано за проширувањето. Ама сега ова не оди во тој Тоа го пресред. решавате со кафе пиење, кога сакат. Кафе може и други форми да смислат, многу други форми има, меѓутоа нелогично е вие, јас еден бизарен пример давам, да речете дека ќе укинуваме смртната казна, но ајде да го погубиме уште овој последниот, па потоа ќе тргнеме по тоа. Така се однесуваат кон нас. Председателка, година и пол Бугарија не сака воопшто, велам, да разговара. Дали доколку Уставниот суд има иницијатива таму сега за укинување за поништување на вториот протокол, дали доколку се укине тој втор протокол, тоа ќе значи дека сакале неќеле ќе мора да се отворат нови преговори? Јас не се осудувам да изразувам мислење во поглед на работата пред Уставниот суд заради професорското вомене, ама и заради статусот председател, бидејќи тој сема самиот ќе значи дека националното право мора да се почитува. Дали Европска унија знаат дека има таква иницијатива кај нас, дека може да се случи тоа? Не знам, јас не сум ги информирала или другите, држејќи се настрана, но мислам дека знаат. Ми падна во очи во говорот во вторникот дека првпат некако отворено се посомневавте и во искрените намери на Бугарија да не поддржува за членство во Европската унија, че цитирам така? тоа, велите кој отвара врата за влијание на трети сили, зарем е можно тоа да биде земја така. членка на ЕУ и наш прв сосед. Не верувате во искрените намери на Софија кон нас? Тие цело време се фалат. На бугарскиот народ... Сега мазут ни даваат, Да, ма ајде, тоа ми е мене чудно. Да, не призна и воопшто тогаш не покрена некакво прашање за правата на бугарското малцинство. А тоа беше вистинскиот момент. Секогаш при признавањето интерпартес... Дури има сведоштва дека Глигоров им нудел, не сакале. Не знам, но мислам, дека има некоја друга концепција. Зошто не мислам дека не говорам за народот, не говорам за интелектуалците, не говорам за Хелсиншкиот комитет на Бугарија, секоја чест. Меѓутоа, не знам дали знаете, дури и во текот на оваа дебата, неодамна, мислам дека тоа беше минатиот месец, се имаше обид за формирање на ново здружение на чело со Стојко Стојков за заштита на слободите и правата на македонците во Бугарија. Повторно, тие постојано истакнуваат од таа агенција дека технички е неисправно барањето, што не е точно. Она што се случуваше во Европскиот парламент по повод иницијативата на Вајц, мене ми дава за право вакво нешто да тврдам. Кога сите лидери на политички партии... Тогаш и влезе тоа српски свет. А тоа со српскиот свет, мислам дека е... Тоа беше по иницијатива на бугарските европейци. Апсолутно, но гледате, има и некоја хармонија со некои овдешни гласноговорници. Мислам дека Србија има тешки проблеми и самата и дека на крајот на краиштата не може ниту да влијае, ние сме си определиле траекторијата, Србија си е приказна за себе,
Сигурно дека сите влијаат, можеби не знам, тргнуваат од тоа дека Србија се уште има тесни врски со, не знам, со Руската Федерација и така натаму. Најголема е тука са доминантна. Да, но гледате како исто така и Србија во поглед на многу состојби, во поглед на Украина, исто така, завзеде став. Не мислам дека е тоа воопшто причината, кога мислам на трети влијанија, јас мислам на некои влијанија од истокот, ја мислам на можни влијанија исто така, не знам, посредно, индиректни на Руската Федерација, но мислам дека Бугарија манифестираше, бугарските политичари не манифестира добрососедство и солидарност со нив, каква што манифестираат кога сме во неволја едните и другите. Ако најголема гаранција за сите права е да влеземе во Европска унија. Апсолутно. Ако сакаат правата на бугарите, така најдобро ќе ги обезбедат. Ако не тоа е дозволат да и волшебната формула, да бидам искрена, за целиот Западен Балкан. Порано или подоцна, сепак ние сите имаме, вклучувајќи го и Косово, некои чекори насочени. Проблемот со Западниот Балкан од аспект на апсорбционата моќ и од аспект на безбедноста заради хетерогеноста, балканизацијата, можноста, значи, од влијание, може со еден потек на перото да се реши, со различни статуси внатре во Европската Унија, таа кондиција што ја нареков, бидејќи и сега се размислува, нели, на државите, на новите членки, различни лиги, можност или неможност за ограничено гласање и така натамо, но сигурно тоа и за ветото да го тргнат. Таа дебата се уште не е почната. Претпоставам ќе зависи од изборите во Франција и Макрон како ќе поминат до тогаш. До 27-ма тешко дека нешто ќе се случи. Професорке, како гледате вие на иднината на Европската Унија? Сега има многу тука различни гледишта, особено од Америка и од новата администрација на Трамп излегува со стратегија во која не предвидуваат некоја светла иднина на Европската Унија, дури гледаат како на проблем, а не како на за сојузници ги гледаат неколку земји, Италија, Австрија, Полска, Унгарија. Знаете што, едно е тоа што ние имаме стратешко партнерство со Соединетите Американски држави и со Обединетото кралство, но друго е јасно. Јас не би ги заведувала студентите со децении со Европската Унија, ако не сум верувала некогаш Европската заедница, денеска Европската Унија, ако не верувам во неа. Значи, ако треба да бираме меѓу Америка и ЕУ, не се работи за избор. Ние немаме избор, бидејќи нашата историја, нашата култура биле неразделни од Европската Унија. Ако сакате и во 90-тите години, кога почна распадот на комунизмот, од кого добивавме ние поттик за транзиција демократска и за консолидација? Се знае, од Европската Унија. Нашата економија е врзана за Европската Унија 70%. Нашите вредности и принципи се врзани. Ние не предаваме на универзитетите, предаваме европско уставно право, предаваме европски интеграции. Значи, ние ги подготвуваме и студентите, и сами се подготвуваме за што? За да можеме во рамките на копенхагенските критериуми да не лутаме како Хамлет, туку да можеме да го оствариме она за што се подготвуваме. Впрочем, и нашите најдобри луѓе во ЕУ заминуваат. Тоа ни е нешто што е наш дом и тоа е нешто во што јас сум верувала и верувам. Ама, уште еднаш повторувам, политичарите се менуваат, за жал, некои од нив, од денешна перспектива, кога ќе се сетам каква улога имале во некои клучни процеси врзани за нас, а завршувале пред суд, големи дилеми имам. Дали тоа навистина било заради ЕУ, рамката, методологијата или понекогаш и заради индивидуални влијанија. Да не подсетувам на гарантори, да не подсетувам на учесници во најважни процеси.
Значи, ЕУ си останува, или Европа, ако сакате, бидејќи кога зборуваме за Молдавија, за Украина, веќе зборуваме за Европа ние. Се разбира дека, мислам, има сила, има капацитет, а дека со Западен Балкан уште повеќе ќе го засили, да остане или да се бори да биде на плуралната глобална сцена исто така компетитивен играч. Ама најголемото ЕУ оружје беше демократијата. Тоа сум го почувствувала во животот. И во Советот на Европа, и во Венецијанската комисија. Има членки што не се во Европа, ама се инспирираат од принципите и вредностите. До сега беше лесно. И ЕУ и Америка беа на иста страна. Сега проблем е што очигледно дека различно гледаат на работите. Ние добивме пофалби од Европската унија дека сме 100% усогласени со надворешната политика. Единствените во регионот. Да, но имавме случаи предходнава година, неколку пати застанавме на страна на Америка во Обединетите нации Тоа за не беше, за Украина. тоа воопшто не беше наспроти ЕУ, напротив беше во потрагата по мировното решение. Не и членки и во рамките на Европската унија има членки кои имаат поинакви ставови, нема таму унисоност. Не, ние мислам дека никогаш не се откажавме од европското членство, не, тоа ни е приоритет и ќе остане, тоа е обединувачки фактор. Бидејќи нема партија, нема лидер кој ќе има критика, впрочем ги критикувате оние кои ви значат. Не ги критикувате оние што ништо не ви значат. Ние и во рамките во НАТО, и во рамките на другите институции сме многу активни. Ако сакате и во Советот на Европа, ако сакате и во Европскиот суд за човекови права, ако сакате и во Венецијанската комисија, во сите најважни, ако сакате и Евростат и пописите со тоа што и таму ние измисливме нова некоја неевропска методологија, па сега ја укина тоа Ставниот суд, да. Ја укина, меѓутоа од некои изјави како да постои тоа. Денови ве чувме за 33% да наши сограѓани албанци. Се разбира, бројката е многу важна, но мислам дека не треба да се играме со се бројките. злоупотребата. Председателка, сега фокусот не е на Бугарија, но може ли да се случи во одреден момент и Грција повторно да речам, да не поддржува, како што не поддржува сега? Ве прашувам бидејќи гледаме дека тие со внимание ги следат и вашите настапи, и настапите на премиерот Мицковски, реагираа последно за едно негово интервју во кое вели дека го вратил името. Грција е најголемата земја и економски, и воено и стратешки на Балканот и ние на некаков начин сега сојузник после Припадскиот договор. Може ли да се загрози ова сојузништво и партнерство сега што го имаме? Не би требало. Јас очекувам нова ера во грчко-македонските односи по предновогодишната прослава. Меѓутоа, еве да подсетам. Јас и амбасадорот на Европската унија го подсетувам на тоа. Јас очекував, ако Грција се повикува на Преспанскиот договор, тогаш во гласањето за преговарачката рамка и за заклучоците, Грција требала да реагира, тогашната председателка, зборувам за Советот, па и за комисијата, каде што се министрите, зошто бидејќи членот 7 многу убаво кажува дека Добро, ни интересира само името, са другото. Не, членот 7 вели убаво дека името Македонија за втората значи, Северна Македонија. Да, многу убаво си кажува територија, народ со собствена историја, култура и јазик. Тоа го очекувам. Друго очекував од Грција исто така. Вториот дел од Преспанскиот договор засилено да го спроведува, тоа да почне со ратификација на прво трите меморандуми, овај протоколи. Да, останаат тие трите, да. Така се сеќавате, но вториот дел интензивна требаше да се формира едно тело. Никакво тело не е формирано за соработка.
Не мислам на таа комисија за историја и слично. Туку мислам на она тело меѓувладино. Мицотакис не е некој фан на овој преспански договор и тој беше против договорот. Да, ама таму има јасни одбори. Наука, култура. Не гледам јас. И вие, како сегашна политичка гарнитура кај нас, и Мицотакис таму бевте против договорот, така што веројатно ни тој не е нешто ентузијаст голем за да го спроведува договорот, исто како што не сте ни вие. Сега ќе ви кажам, не е точно, ние го спроведуваме договорот. Не, мислам на користење на уставното име Северна Македонија, мислам. Извинете, тоа е човеково право. Друго е, тамо многу убаво си стои во документите, така, тоа е кај нас спроведено, сите го почитуваат, а второ да подсетам дека нешто чудно се случило во нашите евроинтеграцијски аспирации, покажува, да подсетам, на политичкиот период во Преспанскиот договор, каде што пишува дека ќе се отвараат поглавијата дека со отварањето на поглавијата во ЕУ, за политичкиот, значи со отварањето на поглавијата ќе ги спроведуваме и ние обврски. Значи тогаш, ако тоа е верно, оти ова следи по договорот за добрососедство и пријателство, договорот, Преспанскиот договор, така? Значи, сите мислеа дека тогаш, значи, готово, навистина тие мислеле, како што не убедуваа дека ова е последното и дека сега вие почнувате преговори. Додека Макрон не му текна дека треба нова методологија да прави, баш тогаш во 2019. Нема проблем нова методологија, и по новата методологија на Макрон ние во 2019 бевме фаворитот. Значи, никој не беше против тоа да ги почнеме. Ама тогаш беше заедно да одиме со Албанија, во тој момент Данска и Холандија беа против и што се случи? Неговиот, па и на Италија, неговиот коментар беше both or none, значи заедно да одиме, и сега гледате one, си чекори Албанија, ама ние си стоиме. А во 2005 година, кога ние добиме кандидатски статус, некои од овие фронтранериве не беа држави, а други воопшто не беа ни на дневен план. Белким ние за 20 години научивме многу нешта и направивме исчекор. Кој е тогаш поттикот, инспирацијата, ако вака се однесувате кон земјите на кои сте типувале дека се најподготвени? Не знам. Мала држава сме. Меѓутоа, многу полесно се интегрираат мали држави. Сеќе беше полесно да не беше прифатен тој предлог од 2022. Полесно се гради демократија во мали држави. Значи, ние воопшто не сме проблем, напротив, дури и во сегашниот период, бидејќи немаме никакви нерасчистени проблеми со сите од Западен Балкан, ние сме на некој начин почитуван медијатор, мирител и посредник. Добро, ни поминува брзо времето. Претседателке, на домашен план за луѓето, освен реформите, се разбира и економскиот просперитет, важни се за стабилноста на државата, важни се меѓуетничките односи. Деновиве го слушаме Али Ахмети, повторно се заканува дека ако излезел на улица не мога да се врати, што и да значи тоа. Има ли капацитет некаков дуи да предизвика некакви етнички тензии, ако не дестабилизација, некакви тензии? Следнава година, 2026, повторно ќе се актуализира и законот за јазиците. Значи, морам да кажам дека во 90-тите години, кога Југославија бивша се соочуваше со војни, јас реков дека плоштадите и улиците се за револуции, а парламентите се за демократија, и навистина ние бевме исклучок од сите држави на бивша Југославија, бидејќи сите влади од првата до последната беа коалициони. Повикот на господинот Ахмети повторно за улиците е крајно проблематичен. Еве, јас ќе се држам до правото и до политичката наука. Која е логиката да прашам вие да победите на избори, ако не можете сами
да составите влада и да си го изберете коалициониот партнер. Па тогаш значи да ги укинеме изборите, па како во предграѓанското општество, така по етнички клуч да бираме. Не е тоа од со Бадентер да се бира и владата, да има двајца победници, не еден како победник. може да се може да се бира влада, бидејќи тоа значи исто како со народниот правобран. Не е федерација. Не е точно. Во федерациите не е така. Како се бирало, мора да има согласност, тоа нема логика. Не. Ако се повикува на рамковниот договор и ако го внесоа, пазете, покрај Преспанскиот, тие го внесоа рамковниот договор. Нека го почитува. Тамо вели дека граѓанска држава со почитување на правата. Неговиот предлог е неуставен, бидејќи во Уставот пишува која формира владата и како. Таман работа да се формира влада со двојно мнозинство. Второ, неговите советници треба да му укажат дека дури и во судот во Страсбур, после случајот Сејдичи, Финци и друго, од Босна и Херцеговина се бара па обратното. Од судството во политичките прашања да почитува ова што ние го велиме, значи етнички критериуми, но никако не во гласањето. Ама не може за влада, бидејќи реков дека тоа е спротивно. Уште почудна е неговата теза и никој нема да ја прифати. Во Европа, прво, спротивна е на Кито, на копенхагенски критериуми за, пазете, има албански уставен поглед на слободите и правата и на уставноста и законитоста и на, да речеме, недоразбирањата околу надлежноста меѓу органите на државната власт или меѓународните договори и така натаму. Има еден албански поглед, уставен, има македонски и на други. Смешно. Уставен суд се знае дека одлучува како главен бранител на уставот. Така треба биде. Председател Кеновидов место законот за јазици. Тројцата членови албанци не гласаја, имаат двојно мислење. Тоа особено сега треба поинаку очекував од него, по ова што се случува со изборот на народниот правобранител. Народен правобранител, омбудсман, е најграѓанскиот институт во историјата од трибуните во Рим, кога ги бранеа браќата Гај плебејците, па преку омбудсманите во Шведска, во Финска и така натамо до денеска. Значи, некој оневозможува да се штитат слободите и правата на граѓаните, и тоа не само во секојдневниот живот, и во судството и секаде. Кој е тој? Не може ваквите механизми, Гоце, на двојно мнозинство, само ја зајакнуваат моќта на поединци, бидејќи тие арбитрираат и го употребуваат овој статус за да може да делуваат. Добро, сега Дуи сака да покаже дека без нив не може да се избере. Времето на господинот Ахмети. Ова е аргумент нивни за Бадентер дека треба да Не. Тоа е злоупотреба на Бадентер. Бадентер важи, може да проверат, за голем противник на консоцијативната демократија и вели дека може да се примени само во исклучителни случаи кога треба да се заштитат интересите врзани за идентитетот, јазикот, културата и слично. Избор на влада, народен правобранител, нема врска со сите овие категории, а да не зборуваме за уставен суд. Добро, ти политичката представеност смета дека треба да биде во сите институции, вклучително и во владата. Сега викаат, зашто да гласаат албанците ако не може да бидат представени како што сакаат албанците? Не се работи тоа за тоа. Аргумент. Не се работи за представеност на албанците, се работи за представеност на граѓаните. Замислете што треба тогаш да се случува во држави кои забрануваат партии врз етничка и верска основа, а се исто толку мултикултурни колку и ние. Па не, тоа не е европски манир. Значи, рамковниот договор вели граѓанска унитарна држава со почитување на правата
значи, во што е почитувањето? Во образованието, во можноста да формирате партии, во можноста да имате своји медиуми, во можноста на употреба на јазикот, а не вие да предупредувате однапред или да прејудицирате однапред каков ќе биде, никој тогаш нема да сака да оди на избори. Очекував јас нешто друго од ДУИ. Со предлози во врска со евроинтеграциите, со предлози во врска со економските реформи, предлози во врска со правосудството, меѓутоа ова се предграѓански, прегазени, застарени, атавистички концепти. Добро. Сосема сме на крајот од овој разговор. Ова 2025-та, за жал, председателка ќе биде запаметена по ужасната трагедија што се случи во Кочани. Вие говоревте многу, посветивте голем дел од вашиот говор на ова. Велите дека овој настан не доведе до зидот на срамот, а потоа и до можноста за катарза. Сега за ова дека не доведе до зидот на срамот, многу е говорено, дека тоа се системски пропусти, корупција се. Но дилемата околу ова второто. Дали навистина се случи катарза, дали нешто се промени значајно во системот во оваа година, или си продолживме со старите навики на корупција, на партизација, на селективност? Па, видете, затоа јас повикувам. За мене, да речеме, неизоставен дел од катарзата се длабоките реформи во судството. И затоа реков дека ќе започнат со законот за судски совет. Ако почнеме ние, навистина, врвни правници, кои сакаат да бидат на некоја функција, заради правничкото знаење, ама и заради дигнитетот, интегритетот, кредибилноста, бидејќи ни економија дури не може без владење на право да функционира. Тоа ќе доведе до што? Ќе доведе до еден филтер кој што ќе бира и ќе разрешува според овие критериуми во една многу потранспарентна постапка. Ако го измениме, еве сега се појавува добро решение, бидејќи навистина подобро е вие нов кривичен законник со да имате, на кој што работи, одошто некои транзицијски решенија. Да речеме, кога јас самата реков... така, само беше тоа решението, но сега кога Уставниот суд отстапува, тогаш многу подобро е ние да се имаме вистински решенија. Иако Уставниот суд можеше и тоа да го направи, да укине или да поништи. Може би и таква лекција. Зошто вие не предлагате двајца членови на Советот? Велите дека го чекате законот, но никој не ве спречува да предложите луѓе, како што велите, добри професионалци. Се плашите дека нема да поминат во собрание? Не е така. Не е така. Сегашниот закон самиот е креатор на криза. Имено. Јасно тоа, таму вика истакнат правник, нема критериуми. Ама вие можете да имате високи критериуми. Не може да предложам професори, бидејќи професорите имаат магистратури и докторати, но немаат правосуден испит. А овој закон бара правосуден испит. Второ, не можете да предложите, бидејќи во изборот пак е комисијата за избор и именување, а нема хетерогена една контрола каква што има во овој закон. Од правници, од адвокати, од Сдружение на суди, сите тие. Понатаму критериумите се многу поинакви. Тие департизираат и деполитизираат. Бараат 4 години предходно да не сте имале некоја функција во политичките партии. Не, јасно, ама мислам дека можете и сега да го направите тоа. Не е така. Освен ако... И тоа моите кандидати беа и еден е професор, значи не е така дека е. И сега јас ќе ве прашам. Зашто Пендаровски велеше предлагал тој такви какви што предлагаше затоа што мнозинството не му ги прифаќало. Не сакам, јас така реков дека немам. Ако јас сум учествувала во дебатата за оценската мисија, ако јас сум застанала зад сериозноста на реформите во правосудството како клучни за борба со корупцијата и криминалот, не можам да верувам дека антиреформски ликови можат да бидат реформатори. Волшебник да сте вие, ако ве предложам во таа средина која што се екзистираше, ништо нема да можете да направите. Ама ако влезат нови луѓе на нов начин, особено ова за јавниот обвинител важи, тогаш
мислам дека работите можат навистина да тргнат кон реформи. Иначе да бидам искрена, едно радикално решение вакво треба да биде во иднина. Да ставиме крај на таа фамозна комисија за избор и именување. Радикална ќе бидам. Во парламентот, тај остаток од кадровската комисија од времето на комунизмот, и за секој избор да има посебна комисија, хетерогена, во зависност од функцијата за која што бираме. Еве сега ќе мора тоа да се направи дури и за управните одбори. Затоа е добро овој закон за висока управна служба исто така да се донесе. Намерно се одложуваше тој, сетете се. Затоа што таму има вакви критериуми, за да не може партиските луѓе секаде да имаат предност. Добро, вие ако добро ве прочитав меѓу редови, му сугерирате и на собранието да не брза со избор на членот кој го предложи од Влен Албан Кадрију, да ги почекаат новите критериуми. Да. Тоа беше тоа, да им сугерирате да не брзаат сега со овој член. Мислам дека е тоа ставот и на Европската унија и на вистина ние треба луѓето кои ги регрутираме да ги регрутираме по исти стандарди, по високи, за да можат тие да шират реформска и друга енергија. Не го познавам човекот, не знам кој е, не знам, меѓутоа јас не го направив тоа самата, се консултирав и со домашни, и со странски експерти, меѓутоа и со луѓето од судскиот совет, за да прашам дали, можеби, бидејќи има, ако предпоставувам сите знаат, или вие сигурно знаете дека има прашања за кои се потребни 8 членови, 8 гласа за да може, например, за уставен судија или за председателите на судовите за да се изберат. Меѓутоа, заклучивме дека е тоа реформско решение. И затоа добро, ако се брзи пратениците, законот е веќе во собрание, може да се не можам, тоа е нивна, законодавната функција е нивна. Јас се обидов да инспирирам, бидејќи тоа ми е мене надлежноста. И кога веќе Кочани го споменавте, нема да зборувам повеќе, но што е важно? Постапката е започната. И затоа јас во говорот ветов. Судијата да суди, обвинителот да обвинува, така, ама ние да не вршиме притисок. Многу треба да се внимава и со работата во Комисијата за заштита на слободите и правата. Бидејќи тоа е таа комисија по уставот, нели, бевме тамо. Каде што бевте вие? Сега ќе се формира и адхок комисија. Да, но знаете што е, кога ќе чуете, па дојдоа и не дискутира. Не. Кога ќе отидете некаде, треба да ги сослушате прво тие најзасегнатите. Ама треба и многу добро да се подготвува работата тамо. За да не се излезе од не може, ние немаме институт истражни комисии. За да се држиме до слободите и правата, кои секогаш резултираат со кршењето со политичка одговорност, а да не се мешаме во работата на судството. За тоа треба однапред да се договори кој од пратеничките групи ќе зборува све, за да не се користи сега пак статусот за политички поени и за влијание. Може да има влијание. Тоа не е добро. Добро, тоа ќе го ставиме. Затоа треба да се мерат зборовите. Како ќе се одвива овој судски процес и истрагите, две истраги има се уште, чекаме да видиме како ќе завршат. Моето последно прашање, дали мислите дека државата доволно направи за семејствата на настраданите? Тие постојано се жалат, да речеме, тие протести што ги организираат, дека нивните барања што се испратени, чинам и до вас и до владата и до собранието, не се исполнети. Има таму за еднократна финансиска поддршка за предвремено пензионирање и така натаму и така натаму. Видете, тоа е процес. Процес кој што зависи и од буџетот, и од предвидувањата. Јас не можам во тоа да имам. Јас можам да ја отворам мојата канцеларија, мојот кабинет или да одам каде ќе ме повикаат, меѓутоа во поглед на ова јас и тогаш ги упатив на владата. Јас го слушам премиерот и неговата решеност. Тоа се прави чекор по чекор. Се надевам дека на вистина нема да бидат оставени овие луѓе или нема да бидат изложени на повторно страдање, дека ќе бидат разбрани, бидејќи
нема категорија на луѓе на која им е потребна поголема помош и затоа ако видовте, ако забележавте, тоа беше првото прашање во мојот говор. И мислам дека и реформите во правосудството, и битката со корупцијата и криминалот се неразделни всушност од овој случај, од оваа категорија и тука ние ќе ја докажеме спремноста, бидејќи не ги правиме ние реформите за да добиеме награда од ЕУ. Не, за да го подобриме и да станеме повторно 100 пати сум рекла пристојна, досадна европска држава, иако во вакви геополитички закани веќе тешко е да се остане стандардна, нормална држава, бидејќи не зависи само од нас сето тоа. Да, ако е таква државата, нема да се случуваат вакви трагедии. Во правост. Да. Председателки, ви благодарам за овој разговор. Ви посакувам среќни празници, среќна нова година. Се надевам дека до година ќе имаме прилика да разговараме за многу повеќе успеси на држава, па можеби за, не знам, вториот кластер отворен. Би сакала, првиот кластер ние веднаш можеме да бидам искрена, ако не е така, потоа вториот кластер исто така велите, а нема проблем. Гледате како еве кога велам јас, зашто не како другите, знам. Кога сите кластери и поглавја одеднаш се комплетираат, па на крајот ќе дојде до гласањето. Се случува чуда, Албанија за една година ги отвори сите. Иначе мислам дека денеска чув една убава реченица од председателот на Собранието. Тој рече дека очекува во агората, како ја нарече, ако го нарече Собранието, значи да помогне во тоа во следната 2026 година да блеснеме. Би сакала, значи јас не велам да блеснеме, ама навистина посакувам да биде подобра од оваа година, да почнеме да чекориме тамо каде што ни е местото, зашто тоа ќе не инспирира во реформите, да се обидеме, ама да се обидат и нашите соседи, да се однесуваат кон нас навистина како кон соседи, со добри намери и со добри желби, зашто премногу комплицирани се деновите што доаѓаат, за да создаваме проблеми тамо каде што ги нема. Значи, јас на соседите им посакувам се најубаво во новата година, на сите им посакувам да се однесуваме со почит едни кон други, кон разбирање, бидејќи тоа ќе резултира со голем прогрес на регионот. Прогресот на регионот ќе се одрази на нашето место заслужено во Европската Унија и се надевам дека така ќе создадеме. Прво треба да се помират дека постоиме. Ако се помират дека постоиме. Премногу сте. Да. Јас мислам дека не треба некои да се помират, да се помират, дека да. е тоа очигледно и неминовно, само треба да не видат. Ние сме тука да не видат и заедно да одиме напред. Благодарам уште еднаш. И јас ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше последната емисија за оваа календарска година. Ви посакувам среќни празници, ви благодарам за довербата и се гледаме последната 2026. Довидување.